Патриотизам е некоја врста лојалност кон својот народ и неговите интереси и една, јас барам така мислам, или некоја приврзаност кон својата држава. Национализмот би рекол шовенизам, национализам. Ова е некоја врста на храна од која се доаѓа до една спирала која, например, само што кажете го, само што ствара една мрзња меѓу народите и која овие две термини не ги гледам позитивно, зашто ова нема ништо позитива во овие два термини, која немат никогаш крај и која, например, може да се дојде, да се очекува да дојде во некои подрастични промени кои стварно дефинитивно нема да донесат успех, нема да донесат добри работи. Добро, како гледате на национализмот во Македонија? Можете да ми кажете некои конкретни примери кој шири национализам и омраза? Национализам, јас пак би рекол, ова е моје размислување, пак ќе кажам национализам. Национализам е ова некоја алатка, некој термин што го користат некои луѓе, например, за да стигнат до нивни, да постигнат некои нивни цели, го користат овој термин национализам. Па национализам има мислам во Македонија има од двете страни, не би рекол дека нема некој што не е националист по некоја логика, разбираш. Има во македонскиот блок, има и во албанскиот блок национализам. И затоа ова поминува уште, за жал, поминува овој национализам уште кај нас. Има позитивна енергија, што мислам дека ако не најдеме крај на ова, стварно може да биде лошо. И како се тоа одразува на луѓето, Иван? Како се одразува тоа на вас, на вашите најблиски и околината во која живеете? Кај мене, најискрено да ви кажам, ова не држи кај мене. Не поминува овие работи кај мене, зашто јас другчие ги гледам работите, од една друга призма ги гледам работите, ова не поминува кај мене. Не држи ова едноставно кај мене. Зашто време на национализам и патриотизам помина веќе. Луѓето гледаат да развијат туризам на Марс, ние уште се бафтаме со национализам, патриотизам, ова, мада ќе ни кошта многу. Не сакам да коментирам што ќе не кошта, зашто некои и дават друга конотација после работиве и нема да потенцирам што може да ни се случува. Дај Боже, мислам дека, сега е референдумот пред нас, мислам дека јас сум оптимист, дека ова ќе успее, ова ќе се заврши во најдобар ред и ние валјда дефинитивно ќе фаќаме правец, на тој правец што ќе сакаме да се движиме и што мислам дека над 80% од луѓето во Македонија го чекат тоа со нестрпление да се качиме ние на тој воз и да тргнеме кај што ни е патот, кај што ни е правецот. Зошто дефинитивно ако ова не успее, јас се плашам дека веќе Америка и Европа нема да се грижат дека за нас, зашто едноставно ние сами ќе го бираме патот да кажем, и ние сами ќе бираме да останеме мали. Америка и Европа ни ја нудат картата, ние да продолжиме. Ова карта ни е ставена на маса. Сакаме да го земеме, сега е работа дали сакаме да ја земеме таа карта или не сакаме да ја земеме. Ја земеме карта, мислам дека дефинитивно ќе тргнуваме на добар пат. Ако не, нека размислат тие што го шират ова, што се против референдумот, нека размислат тие што понатаму. Кој всушност најмногу шири национализам во Македонија? На кого најмногу му успева? На кого најмногу му успеа, па сега да кажам на кого за жал да кажам. Во македонскиот блок го гледам ова како земал еден замав али мислам дека после овој референдум работите ќе се стишат, ќе паѓат на неговото место и мозаикот мислам дека ќе се состави, ќе се завршат некои добри работи. Доколку успее референдум. Дали тоа подразбира дека вие очекувате после референдумот, бидејќи очекувате позитивен крај, нели, позитивно решение, дека ќе се подобри соживотот меѓу етничките заедници во Македонија? Јас мислам дека после овој референдум работите ќе треба да тргнат на убава насока, мада
многу луѓе бевме големи оптимисти дека после овие промени ќе се движат работите, меѓутоа сега се почна малку да губам надежда што работите се стварно се движат на нема ефект. Нема ефект, се движат многу полека. Али мислам дека после ова ќе има уште некои промени стварно ќе донесат резултати. Јас се надевам во ова.